собранието го одбележува Илинден. Пилоти за безбедно лето и гаснење пожари. Русија тврди дека го зазела Часив јар. Нови Сад ќе добие споменик за жртвите од железничката несреќа. Лубеницата е летен сојузник на здравието. Забрана за полуголи туристи во Лесабудол. По повод 2 август, денот на Републиката, собраниска делегација предводена од подпредседателката Весна Бендевска, во име на председателот Африм Гаши, ќе одбележи 81 годишнината од првото заседание на АСНОМ во Меморијалниот центар во Пелинце. Делегацијата ја сочинуваат и пратениците Бране Петрушевски, Никола Коњановски, Даниела Николова и Даниел Стојчевски. Бендевска ќе предводи и државна делегација на чествувањето во манастирот Прохор Пчински, паралелно делегација предводена од подпредседателот Антонио Милошовски ќе положи свежо цвеќе пред спомениците на Никола Карев, АСНОМ и Методија Андоновченто во Скопје, во Крушево. Собраниска делегација составена од Билјана Кузмановска и Митко Трајчулевски ќе оддаде почит на гробот на Никола Карев, пред споменикот на слива и на Мечкин камен, како дел од одбележувањето на двата Илиндени. Агенцијата за цивилно воздухопловство ќе го финансира половина од трошокот за обука на 10 млади лица кои ќе станат пилоти. Вредноста на обуката изнесува 8.400 евра, од кои агенцијата плаќа 4.200 евра. Кандидатите веќе ги добија решенијата, а меѓу нив се и Марко, кој веќе работи во контрола на летање, и Александар, електроинженер кој решил да го оствари сонот за пилотирање. Марко и Александар зборуваат за својата голема желба и гордост што ќе станат пилоти, особено поради важноста на гаснењето пожари со авион. Во дирекцијата за заштита и спасување моментално има 3 пилоти помалку од потребното, а и во други институции се чувствува недостигот од обучени пилоти. За таа цел, АЦ планира да распише нов оглас за уште 9 кандидати, а можеби и со зголемување на средствата за обука во иднина. Надлежните нагласуваат дека процесот е транспарентен и отворен, со надеж дека интересот ќе расте. Планирано е обуките да не бидат само за државниот сектор, туку и за приватните компании, со цел да се ублажи хроничниот недостаток на пилоти во земјава и да се развива авионската индустрија. Руското Министерство за одбрана соопшти дека по 16 месеци жестоки борби го зазело градот Часив јар во источна Украина, нарекувајќи го ослободен. Според Москва, оваа победа отвора пат за понатамошно напредување. Но украинскиот председател Володимир Зеленски го отфрли тврдењето како дезинформација, додека портпарол на украинската војска го нарече руска пропаганда. И покрај тоа, видео објавено од руска единица покажува руско знаме меѓу урнатините на некогашниот град со 12.000 жители. Воениот аналитичар Емил Кастехелми истакна дека теренот околу Часив јар одговарал на украинската одбрана и овозможил отпор кој траел повеќе од 1 година. Тој предупреди дека падот на градот може да го олесни руското напредување кон Покровск, но само постепено. Зеленски изјави дека украинските сили и натаму ги бранат позициите, додека шефот на генералштабот Олександар Сирски рече дека најжестоките борби моментно се водат кај Покровск. Поранешниот советник на Путин, Сергеј Марков, пак оцени дека Часив јар нема вистинско стратешко значење и отсликува колку долго може да трае војната. Советот на град Нови Сад ја усвои иницијативата за подигање споменик на загинатите во трагедијата на железничката станица на 1 ноември 2024 година, кога при патна надстрешница загинаа 16 лица. Од 56 присутни советници, 44 гласаа за, додека опозицијските представници ја напуштија седницата пред гласањето. Градоначалникот Жарко Микин истакна дека споменикот ќе биде символ на почит и трајно сеќавање, додавајќи дека е морална должност трагичниот настан никогаш да не се заборави. Поддршка дадоа советниците од СНС и СПС, додека опозицијата истакна дека иницијативата не е спорна по суштина, туку поради тоа што доаѓа од градска власт која, според нив, не ја утврди одговорноста за несреќата. Вистина е дека лубеницата не е само една од најомилените летни намирници, туку и исклучително здрава храна што носи бројни придобивки за телото. Освен што не освежува, таа содржи важни хранливи материи кои ја поддржуваат хидратацијата, работата на срцето и имунитетот.
Нутриционистите потврдуваат, редовната консумација на лубеница може позитивно да влијае на целокупното здравје. Вистина е дека лубеницата е одличен сојузник за хидратација. Содржи 92% вода и е природно богата со калиум и магнезиум, што ја прави совршен избор за одржување на електролитната рамнотежа, особено во топлите денови. Со тоа, значително придонесува за дневниот внес на течности, 2,7 литри за жените и 3,7 литри за мажите. Вистина е дека ова овошје е моќен извор на антиоксиданси. Ликопенот, кој ја дава карактеристичната виолетово-црвена боја, е силен антиоксиданс кој ги неутрализира слободните радикали и го намалува ризикот од хронични заболувања како рак, срцеви и невродегенеративни нарушувања. Заедно со витаминот С и бета-каротенот, лубеницата ја засилува одбранбената способност на телото. Вистина е дека лубеницата го зајакнува имунолошкиот систем. Богата е со витамини А и С, кои играат клучна улога за здрава кожа и отпорност на инфекции. Антиоксидансите дополнително го поддржуваат имунолошкиот одговор, што ја прави корисна во секојдневната исхрана. И најважно, вистина е дека лубеницата е пријател на срцето. Благодарение на ликопенот, таа помага во намалување на холестеролот и шеќерот во крвта. Нема масти, холестерол или натриум, а има и низок гликемиски индекс, идеална комбинација за кардиоваскуларно здравје и стабилен метаболизам. Вистина е дека лубеницата е нешто многу повеќе од летна ужинка, таа е природен еликсир за здравјето. Француското летувалиште Ле Сабудолон воведе забрана за шетање без мајца или во костим за капење надвор од плажата, откако жителите се побунија против непристојното однесување на туристите. Прекршителите ќе се соочат со казна од 38 евра. Градоначалникот Јаник Моро порача дека мерката е воведена од почит кон локалното население и од причини на јавна хигиена, особено на јавни места како пазари и продавници. Ако сакате да ги покажете вашите стомачни мускули или костими, имате 11 километри плажа, користете ги таму, рече тој. Локалните власти лансираа кампања со постер на кој се исмева модната еволуција на туристите, со порака: по 200 години елеганција, не сакаме долна облека на нашите улици. Иницијативата има за цел да го заштити угледот и културниот идентитет на градот. Собранието го одбележува и Линден. Пилоти за безбедно лето и гаснење пожари. Русија тврди дека го зазела часив јар. Нови Сад ќе добие споменик за жртвите од железничката несреќа. Лубеницата е летен сојузник на здравјето. Забрана за полуголи туристи во Ле Сабудолон.